Гоце Делчев е символ на епоха и на борбата на македонскиот народ за слобода и заслужува достоинствено чествување. Ова беше главната порака од историчарите на трибината организирана од ВМРО ДПМН Гоце е Македонија. Историчарот Ванчо Ѓоргиев, кој важи за добар познавач на настаните од тој период, практично одржа историски час на кој со факти и документи посочи на делото кое револуционерот го направил за борбата за слободна Македонија. Ѓоргиев посочи дека Делчев го пречкртал делот во уставот на организацијата, каде пишувало бугарска и бугарин, па пишал македонец. Ѓоргиев дециден, Делчев не заслужува вакво чествување. Година која што е исполнета со македонска борба, со македонски пројави за македонска држава. Но што видовме ние од тоа на државно ниво? Денешниот ден беше прогласен за ден со висок безбедносен ризик, а пак над главите на жителите на главниот град денес летаа хеликоптери, како да се наоѓаме во воена состојба. Не знам, дали Гоце го заслужува тоа, дали сите ние го заслужуваме тоа. Денешното чествување на роденденот на Делчев беше чин кој наместо да не обедини, не разединува, порача председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И тоа е суштината во која што ние денес живееме. Поделби. Тоа е суштината во која што ние денеска битисуваме. Тоа се многу проблеми. Никој денеска не се осмелува да каже јас гарантирам за вашиот идентитет, за вашиот мајчин македонски јазик, за вашата вистинска европска иднина. Никој денеска тоа не се осмелува. Овие кои што велат мора тоа да го направите, кога ќе им речете добро, последно ли е тоа? А не знам. Мицкоски посочи дека денес се живеело во поделби, а поради бројните проблеми, младите ја напуштаат државата. Трибината Гоце е Македонија беше организирана по повод 120 годишнината од Илинденското востание и 130 годишнината од формирањето на ВМРО.